Слава на нашиот Господ Исус Христос. Во неделата пред Рождеството Христово, црквата ни нуди Евангелие преку кое сака поблизу да не воведе во самиот настан на раѓањето Господово. Или ако сакате, тоа е како да сме веќе пристигнати во градот Витием и сме некаде таму по улиците, барајќи во местото каде што Исус се роден. Евангелието наменето за недела пред Рождество Христово ни набројува најразлични имиња, и со тоа евангелистот Матеј сака да потенцира дека Исус не само што се воплоти во Дева Марија, туку има и човечко потекло. Да, тој е Син Божи, слегува од небесните висии. Тој е Бог, но и човек, како што исповеда црквата, вистински Бог и вистински човек. А ова Евангелие го потврдува токму тоа, набројувајќи во земското потекло, односно родословот на Исус. Но кога ќе навлеземе во Стариот Завет и кога ќе се обидеме да ги пронајдеме сите овие имиња кои што се запишани, а од кои Исус го рече својот човечки корен, ќе можеме да забележиме дека меѓу нив има прекрасни праведни луѓе кои биле целосно посветени на Бога и вршење на неговата волја. Но исто така родословот покажува дека меѓу овие луѓе има и блудници, убијци, луѓе грешници. Како да сака да ви каже да не се плашиме и ние да бидеме дел од овој голем список на Исусовото родословие во кое и ние можеме да бидеме запишани. А и сме запишани. Преку нашето крштение, затоа што во него се облековме. Во Христа се облековме, станавме дел од Христовата лоза. Ние сме послоени по симито небе од небесниот Отец. Ние сме синови Божи, деца Божи. Откако ќе заврши со родословот на Исус, евангелистот започнува со Јосиф, мажот на Марија, кој беше праведен, не сакаше да ја посреми надести потено да ја отпушти. Јосиф може да биде во овој период предположик и слика за секој од нас. Ние сме свесни за овој голем настан во историјата на човештвото, односно Рождеството Христово. И како што е свесен Јосиф дека Богородица е осенета од Светиот Дух, сепак во него се раѓа сомнеш, други планови, за кои не било лесно да се донесе одлука. Исто е и со нас понекогаш. Може би кај да се раѓаат различни сомнежи на верата, сомнежи за Божјата присутност. Може би имаме и своји други планови во кои што Бог не го вклучуваме. Но нашето прашање е денес дали настојува како Јосиф во мојата внатрешност со моите сомнежи да се порам за да можам да ја следам Божјата волја. Или дозволувам да бидам носе од текот на секојдневието. Евангелистот вели дека Јосиф не сакаше да ја постреми Богородица. Дали може би ние со нашиот живот ги посрамуваме нашите предци, нашиот родослов, оние луѓе кои страдаа за верата, наши ветатковци, баби, дедовци, мајки, вистински маченици кои што ја прееле верата на нас. А како ги ја пренесуваме на нашите деца, на нашите внуци? Или може би едноставно си помислуваме и ние потајно да се повлечеме од животот на црквата, да се повлечеме од животот со Бога и да се кедаме својата работа. Еве едно прашање во кое треба исто така да одговориме, затоа што е многу важно да донесуваме одлуки, но не само одлуки кои се за нашиот секојдневен живот, туку и одлуки за нашиот христијански живот. Откако Јосиф го слушна гласот на ангелот кој му кажа да не се плаши да ја прими Марија, така ова Слово Божјо ли говори на нас, да не се плашиме да го примиме Христос во нашиот живот, заради тоа што е исполнување на ветувањето кое Бог го даде на сите нас. А кое е ветувањето кое Бог го даде? Зошто Исус свејсе од небесата? Зошто Исус ја остави таа своја небесна слава и се роди во една ладна пештера? Одговорот е заради тоа што не љуби, заради тоа што не сака да загинеме за вечноста, сака да имаме вечен живот. Не останува многу кратко време до празникот Рождество Христов. Христос сигурно ќе се роди, но денес пораката која сака да ја испрати овој слово е дека Исус повеќе не сака да се раѓа во ладна пештера. Не, Исус сака денес да се роди во топло човечко срце. Исус сака да се роди во очистени простори каде што ќе може да биде укостен и каде што ќе може да расте и со тоа да ни донесе и на нас радост во животот. Ова би било едно прашање и до нас.
Дали си подготвен за рождеството Христово? Дали си исповеда? Дали си подготвен преку светата причест да го примиш како тој сакан драг гостин кој ќе ти донесе радост? Исповедта за Божик не е ништо друго. Тоа е стопување на твојата ладна пештера, на твоето ладно срце кој може би сака да го отпие Бог. А со исповедта можеш да ја очистиш, истоплиш и душата и срцето, за да биде Господ тој госте и да те донесе радост. И да не испуштиме таа можност, затоа што Исус сака да го поспавиме со нашите животи. Исус сака за Божик да се роди во нас.